Зоран Кондратенко и Јаков Дренковски ќе продолжат бадниковата традиција на Скопјани. Нема ништо поубаво, драги наши гледачи, особено од Скопје, од метрополата растевме со таа традиција. Уживање кога ќе видите некој со кој што сте растеле, чија што музика била дел од вашето созревање и детство, дека сега ќе ви пренесе здравица која што треба пред се да ни значи еден како поттик во текот на годината, верувам не само покрај здравје, туку и поттик и понатаму и за живот, и за размислување, и за работа, и така натаму. Со него разговараме во продолжение и со Ангел Ѓоргиевски, тој е председател на одборот. Добро утро. Добро утро. Чест и задоволство, благодарам што ни спочитувавте да се живи здрави за многу години и оваа 2026 нека ви донесе мир, спокој, здравје. Благодариме. И на вашите гледачи им честитаме нова година. Благодарам. Не само на гледачите, тоа е водителката, па цела екипа. На сите, на цела екипа, да. Да, дежурна. Екипа која што не ја менувам, си ја пречекавме 2026-та и си продолжуваме и понатаму заедно. Ангел, со вас би сакала да почнем. Добро. Како паѓа изборот на тоа кој треба да биде здравичар и кој треба да биде кум? Кој одлучува? Кој ги предлага луѓето? Бадникарскиот одбор, на кој ја имам чест да бидам преседател, уште во септември месец почнува да ги прави некаков брейнсторминг, подготовки, од прилика кој профил на луѓе треба да бидат кумовите и кој профил се здравичарите. Обично кумот треба да до сега е човек од бизнисот, успешен, добра, но и фамилијарен човек, креативен човек, кој во разни други општествени дејности е истакнат во спорт, во култура, во музика и така натаму и така натаму. Така да со години сите, ако погледаме листа на последните 33 кумови за Бадник, ќе видите една преубава лепеза на прекрасни луѓе од градов кои со години допринесувале во живењето, функционирањето на градот и на републиката. Што се однесува до здравичар. Ако повторно погледаме листата на здравичари, ќе видите дека тоа е една фасцинантна бројка на врвни професори, универзитетски академици, ликовни уметници, глумци, музичари, спортисти и така натаму и така натаму. Тоа е она што го 33. И на тој начин се раководиме кога решаваме нормално едногласно предлогот доаѓа, го разгледуваме и едногласно ги бираме. Нормално, разговараме со нив, после тоа ќе прифатат, нема да прифатат. Да бидам искрен, има тука малце непотизам. Јашо ми е така го вела, викам, он ми е другар уште од 73-та летото, така беше. И нека, али не заради тоа што ми е другар, него затоа што е врвен, она што велиме ние шансониер, сингер-сонграјтер со години и познат по неговите музички остварувања. 33 години, Исусови години велат срекни години, дека се 33 како 33 е сериозна цифра. Сериозна и како бројка. Јаков, мојот син се вика Јаков. Едно од најубавите имиња, да. Она што би сакала вас да ве прашам, дали ќе можеме, колеги, додека зборуваме, да ја слушнеме и една од песните која што ја одбележа можеби вашата кариера, Скитник, песна со која што многу генерации расте и порасне и созрева. Што за вас представуваше, освен огромна чест, представува за вас лично ова што го добивате како насока, зборовите кои што ќе ги кажете до целата јавност, до граѓаните, до ширум Македонија, не само за нас Скопјани. Така. И преку барат. Да, и точно. Да. Знаете што? Дека 2 месеца пред Нова година се јавија членовите, потоа што Ангел се јави и предложи. Јако годинава се решивме да ти ја кренеш чашата и се обратиш кон присутните кои ќе бидат таму на платото пред Свети Климент, соборниот храм. Верувате, во тој момент некако проструја нешто кај мене, знаете зашто? Заради тоа што предпоставката, ја често пати сум бил на сцена и од таа страна, од сцената, гледате насмеани лица кај што ви се раѓаат нови чувства кај вас. И во тој момент
дали преку песната сакате да им дарувате мир, преку зборот да им дарувате љубов, разбирање. И кога веќе таа чест ти припаѓа тебе, тоа си велиш дома пред да легнам, со кои зборови да им се обратам на луѓето за да остави печатот, бидејќи си ставен во оној котел на 33-цата, кои продефилирале на таа сцена и се обратиле кон сите присутни домашни гости, љубопитни, случајни минувачи, и треба сепак да се остави некој печаток во смисол на посветувањето кон нив, вниманието посветено кон нив за нивниот успешен дел, нивното успешно чекорење во тековната година што ги чека, да бидат здрави, да водат сметка на здравието и едноставно се чувствуваш како да си ти единствениот човек кој сакаш или кој гледат во тебе да им го посакаш нивното битисување во тековната година. Точно треба да бидат избрани зборовите. Многу интересно тоа што особено таа манифестација која што е традиција кај нас, велиме надминува во тоа докаде ќе стигне и надвор од нашите граници, поради тоа што мидумите секогаш се многу заинтересирани да пишуваат за Македонија тогаш и за нашата традиција, така што треба да бидат точно одбрани зборови. Треба да споите сплотта многу генерации, од помлади до тинејџери до повозрасна генерација кои што многу сентиментално и вас ве доживува, но и целата традиција. Па што мислите, јас онапремнаку кога реков дека пред да легнам ги спојувам оние, сега на пати ми да речем и ќе го следново, нема да ми забележи председателот. Именно тоа на Бадниковата средба претходи зимското капење, каде што 35 години ја го празнам во водите. Точно. Да, и тоа е традиција. И со таа традиција како поворка, сега нема да преспиеме ние на матка, него како поворка се преселуваме на друг терен, на платото пред Свети Климент. И тоа празнично, тие 2 дена, 5-тиот и 6-тиот ден, го претвараме за нас, може би нешто, една експлозија, од која експлозија треба да изникнат искрени зборови, упатени кон сите присутни, воопшто кон сите низ Македонија, што велите дека медиумот ќе биде присутен, па тоа ќе преку етерот ќе допре до сече и уво. Ангел, сакам тука вас да ве вклучам, Бадниковото знаме, кога ќе се развиори. Која е символиката, која е пораката што ја испраќате? Ние имаме знаме, имаме и химна Бадникова. Пораката е припадноста, нашата припадност како здружение, да едноставно ја прошириме на сите граѓани на Скопје како идеја за делење на љубов, желба за просперитет и среќна нова година, што се вели. Ја ќе ви кажам, еднаш го имам тоа кажано, како јас се врзав за Бадникот. Значи, мојот драг пријател Владко Стефановски 2002 година беше бадникарски кум. И наш драг пријател, исто тој, ја завршивме годината со него и со гостувањето. Да, така. Значи, он ме покани на тој бадникарски ручек, ја имав скепса што е сега финтава, што е фазонов. Кога таму ги сретнав луѓе од организацијата кои се едни прекрасни луѓе од градов кои ние сите ги знаеме, градски икони, основачите, рецимо Борче Скијачот, ќе ги кажувам по назив, Мац и Кире Тип, и заедно со сите оние други луѓе кои ги сретнав таму, и кога видов таа енергија, јас реков, не можам да верувам дека луѓе со толку убав, квалитетен градски штоф решиле да парче од својата душа го предадат на своите сограѓани. Тоа беше нешто што мене ме врза и имав привилегија 2003 година да учествувам во организацијата на нивната монографија, 2004 дури и честа да видам исто кум на Скопје, што беше неверојатно, нешто фасцинантно за мене. Не е тука Зоран со нас, но добро, еве и со вас ќе зборуваме. Поздрави ви испрати за. Да, благодариме. Она што ние Скопјани сме посебна категорија. Имаме една таква убавина и сензибилитет кој што си го носиме и сакаме да си го зачуваме. Сакаме да го пренесеме на другите генерации, наредни, и сите оние кои што не се, кои што дошле и се со нас во метрополата.
какво е чувството да сте растен тука? Градските улици. Велите ги познавам луѓето. И сега имам јас чест да се обратам до сите. Имам чест јас да ги сплотам, ќе зборувам и за агендата, за тоа како ќе биде манифестацијата пред соборниот храм, прославата, но какво е тоа чувство? Па видите, јас сум у сосема друга професија, значи дес сум се спремал да бидам јавна личност во целата приказна. И можете да замислите кога у еден момент вие ќе се најдете на бината, на платото. Добро, за Јаков тоа не е странно. Него не му е да, проблем. Барем тој момент не е проблем. Да, ама за мене и јас сеќам дека пред мене као да имаше 10.000 луѓе, озарени луѓе, на кои јас многу се сеќам дека, пошто имам снимка прецизно, ја кажав својата обраќање на Скопјани и оној момент, нели, со ќупот кога се симињате надоле и одите према Пајтонот, што исто за мене беше нешто неверојатно и не бев сигурен дали можам да го издржам сето тоа, но ни со онаа толпа на луѓе кои ве допираат, кои сакаат да земат од бадниковото гранче. Еден посебен адреналин тоа. Тоа е неверојатно чувство, као не знам, $1.000.000 приказнава. Ве води се. Да, и после тоа исто луѓето обраќањето, куме, кај си, нели, велиш, па добро, оваа популарност не ја очекував. Сега веќе имате некој назив по кој што ве препознаваат. Да, меѓу другото. Меѓу другото, да. Јаков, ако треба да ве прашам што е одбележа вашата кариера, што ќе кажете дека е тоа? Ако вие сте препознатливо лице по песната која што ја слушаме, што ќе кажете вие лично, според вашето искуство, што сметате дека одбележа? Знаете што, вака, живее во населба Пролет. Оттаму се преселивме во Новомало. Некако овие стари населби, што спомна, имали, простите, мали го викаме ние, иначе ангел е велики. Посебен шмек има тие. Посебен шмек има, точно таа. Заради тоа што на таа калдарма се раѓа доста уметници од тој дел на градот, да речеме, музичари исто така. И сега некоја сред, може би звезда водилка, ми помогнала, ветер во грбот била, да јас бидам истраен и да имам само доверба во себе. Заради тоа, песна што спомнавте, да, песната е случајно напишана, создадена, меѓутоа никош не било со претходно размислување дека таа ќе станува нешто, таа ќе, но за волја на вистината ми го одбележа патот. Во едно друго време е создавана. Сега е некако полесно со достапноста, со можноста да полесно да стигне до сите, дури преку ноќ. Тоа него воопшто има во себе, меѓутоа секој стих кажан во таа песна практично ми го трасираше патот на животот. Може би ова ќе биде само бендисано кажано кон своја песна, бидејќи секоја песна кај музичарот е како едно бебе. И радоста е кај уметникот кога сликата или книгата напишана или песната ќе представува едно ремек дело, заради тоа што ќе се пронајде, секој ќе се пронајде или во таа песна, или во таа слика, или во текстот од некоја книга. Со тоа сметам дека сте успеале. Тоа време беше поинакво. Се растеше на улица. Може би затоа реков на калдарно игравме џамби. Се растеше и се создаваше на улица. И моето време беше такво. Сега се изменети работите. Плочка е сега. Да, но оние морални вредности кои што се темел на едно општество. На овој начин можеме да ги пренесеме до помладата генерација. Што ќе порачате на помладите? На генерацијата која што и нас треба да нанаследи, кои што растат во едно ново време. Знаете, да се ставите во една таква улога не е баш лесно. Меѓутоа, ја прво би го рекол следново. Не на младите да им се обратите лично, туку домашниот дел да биде регулиран како што треба, елементарното образование да биде регулирано. Тргнувам од самиот себе си, бидејќи се сеќам кога јас учев инаку во 11 октомври основното училиште, тоа ми е најблиско во тој район. Професор или не е важно, професор кажа, а тоа носев некои качкети. Дали тоа беше како униформа на училиштето или пак некоја помодарство, не е важно. Туку ќе ни речеше, кој ќе сретнете постар човек, симнете ја капата.
Значи, тоа беше веќе еден дел на почитувањето кон постариот. Кој ќе влезете во автобус, седнете на столче, меѓутоа ако влезе некој постар, остапете го местото, понудете му го. За жал, со како што изминува времето, некако тоа се стопи како снег. Се стопи. Влезете во автобус, нити си станува, нити... Не сакам да ми стане над мене, бидејќи се уште се чувствувам млад. И така е да се чувствувате. Да, благодарам. Меѓутоа, сепак тоа е она бележник на едно време кога човекот го создава своето јас. Во име на културата, она бонтон што велиме, да знаеме кој каде припаѓа во сето тоа. Не е ова сега ова што го кажувам некое обвинување и кон нешто, меѓутоа промените треба да се случат темелно. Ќе се надоврзат. Би сакала да се надоврзат. Неќам да бидам критичен сега кон младите, но ние сме генерации кои растевме поспоро, но мислам дека имавме широко енциклопедиско познавање за она што се случува во светот. Конечно, нас не спои двајцата музиката. Значи, тоа беше време на Битлманија, на Стоуси, на Цепелин, на Крим, Хендрикс, али тоа беше време и на Боб Дилан, на Нил Јанг, на Џони Мичел, кои има ангажирани... Музичките критичари ќе кажат тоа е основата. Они беа со ангажирани текстови со кои мислевме сите дека ќе се промени светот. Значи, идејата за мир беше прва, основна. Ти го спомна качкетот. Да, тие качкети ги носеа и Боб Дилан и Донован, кај нас Ивица Перцел имаше од Загреб, еден исто сингер-сонграјтер. Значи, тоа се тие времења, стари Пиер. Значи, причата е таа, ние едноставно растепме со тие вредности. Да не зборувам за книжевноста, кон која ние сите, можда некој им беше потешко, некој де, али генерално научивме да читаме книги, научивме да гледаме филмови, научивме да гледаме драмски представи, научивме да идеме на опери, на балети. Го имавме фест 71 година, луѓе мои, цел свет, филмската индустрија беше презентирана кај нас. Нема нешто што ние не знаевме. Денеска кој ќе седне, се ова не е критика, ама така е, у кафич, сите седат и нешто гледаат во некои своји мобилни. Ја не знам дали некој од нив прочитал книга. Знаете што секој време има своја убавина, верувам дека е така, но темел на општеството се тие вредности. Тој е темел, тој е цврст темел, тој треба само како традиција да го пренесуваме. Имено. Да, би сакала да го закружиме разговорот со тоа како дента ќе бидат организирани, во колку часот дента има многу случувања. Од рано наутро кога треба да ја испееме коледарската песна до како е планот за денот? Прво, нашиот ангажман, фактички, ја ви кажав дека од септември почнуваме. Да. Немаме ден, а да не работиме на проектот. Една од главните ствари е, рецимо, пресот, кој во декември се пред вас новидарите, каде што ви соопштуваме кој ќе биде кум и кој е здравичарот. После тоа, предпоследниот или последниот викенд, неделата, во годината стара, ние се собираме горе, Скопјани се собират по 500-600 луѓе, доаѓаат на пикник позади водно на она Говорлевска краста. Имате многу активности. И на крај доаѓа главниот ден. Главниот ден е исто така предвиден. Оваа година ќе се помери за саат време, тоа сакам да ги информирам Скопјани, баш заради организацијата и на поворките, што околу дечињата и околу тие ствари, сакаме они први да поминат, за да не биде ладно меѓу другото. Така да нашава приказна почнува во 11 часот, се подигнува како се вели, знамето на бадникарите и се пее, Силви Бенд ја исполнуваат бадникарската химна. Иначе тоа е композиција на почитуваниот Димитар Масевски, текстот е на Драган Михајловски, ваш колега, поранешен новинар, овде кај вас, аранжманот е на Силви Бенд. После тоа излегуваат свештениците кои ги осветуваат бадниковите гранчиња, пошто суштината на бадникарите е уствари делење на Скопјани бадникови гранчиња, нафора, нормално и топла ракија. После тоа доаѓа новиот кум со погачата бадникарска, нели, со паричка, која исто ќе се освети во храмот,
доаѓа со Python актуелниот кум, се уште актуелен кум, Раде Макеларски, И заедно го со предава Здравчар. кумството. И тогаш го предава кумството. После тоа, нели, завршува со една програма, дури имаме и вклучување линковско МРТ за нашите сокородници во странство и така. Тоа е тоа. Се разбира, ќе ве следиме македонската телевизија за тоа. Благодарам. Посакувам со лесно и субаво да помине денот. Се надевам. Онака како што доликува. И само зубави работи да се гледаме во оваа 2026 ви договарам дека повторно ќе се видиме готово. Што е кажано, мора да Благодариме на исполниме. поканата, имате уште еднаш поздрав од сите нас. Благодарам.